До месец мај конечно ќе се реши проблемот со водоснабдувањето во горните делови на Тетово. Вакви се прогнозите на јавното комунално предпријатие. Моментално има 180 литри во секунда, што не е ни половина од она што е потребно за нормално водоснабдување на градот. А ние планираме сега за 10 дена повишение на литража ќе оди понагоре, значи дека до април или до 15 април ќе имаме 300 литра, а на мај до 500 литра. Сега дека нема да има проблем. До мај мислам дека ќе имаме до 500 литра на секунда, значи дека ќе има цел град вода. Сега нормално имаме проблем со вода, горниот дел, како ви спомнам дека горниот дел, и трудиме како ЕКП полека да ги ставиме работите. Сега со новите шахти што ние ги направиме, значи дека ние ќе имаме точна информација колку вода се влезе во овој дел и колку се троши. Горниот дел има само 2-3 сати вода, значи ќе постои има. И второто, сега нормално трошење на вода по град, на цистени, на тротоари не е огромно трошење на вода. Значи дека тука ние како општина и како ЕКП мора да почнеме да мислиме дека да почнеме со некои ригорозни казни за тие луѓе што го троши вода без веза. Жителите не сакаат да зборуваат пред камера. Заднеа велат дека досега многу пати реагирале до надлежните, но сите останале глуви за нивниот проблем. Додека во градот рестрикциите се само од 12 часот по полноќ до 4 наутро, во горните населби вода има максимум 3 часа дневно. Тоа, велат жителите, не е доволно ниту за основните животни потреби. Додека водата на чешмата во централното градско подрачје непрекинато тече, жителите на горните делови од градот истата ја чекаат само од 5 до 8 часот наутро. Еднодневните прекини на вода во одредени делови на градот се заради поставување на новите водомери, информираат од ЈКП.